Светиот разбойник. Пред многу векови во египетските краишта си живел еден разбойник по име Мојсей. Бил црнец и бил толку силен што сите се плашеле од него. Од Мојсей не стравувале само обичните луѓе, туку и разбойниците трепеле штом ке се спомнело неговото име. Но никој не знаел дека отаде жестокиот нарав разбойник Мојсей имал добро срце. Многу пати во своето срце се запрашувал зошто ли правам зло. Се презастивив од сите да се плашат од мене. Бидејќи сум зол, никој не ме сака и се чувствувам осамено. Еден ден, размислувајќи за ова, по патот се сретнал со еден монах. Само што го видел монахот, сакал да избега, но разбойникот му рекол: не плаши се, нема да ти сторам ништо лошо, но те молам, поразговарај со мене. Монахот му раскажувал на разбойникот за верата во Христа и за животот во манастир. На разбойникот многу му се допаднало сето тоа, па одлучил да замине со монахот во манастир. Така познатиот разбойник станал монах. Тој си направил келија недалеку од манастирот и живел во неа, молејќи му се деноноќно на Бога, кого што многу го сакал. Еден ден, додека Мојсей се молил во келјата, го нападнале четворца разбойници. Но за нивно чудо монахот ги соборил сите на земја и, врзувајќи ги црство, ги однел како сноп пченица кај старецот на манастирот, велејќи му: еве ви ги и што сакате правете им, зашто му ветив на Христа дека никому нема да му сторам зло. Старецот многу се зачудил поради големата сила на Мојсей, а разбойниците останале занемени, зашто додека монахот ги носел на грб, му паднала капата и тие увиделе дека всушност тоа бил Мојсей, познатиот некогашен разбойник. Тогаш разбойниците подарале прошка од старецот и започнувајќи разговор со Мојсей, го запрашале како станал монах, оти тие долго време го барале. Мојсей живописно им раскажал се, така што и разбойниците поверувале во Христа, заветувајќи се дека од тогаш понатаму никому нема да му наштетат. Мојсей живел уште долги години во манастирот и станал толку добар што достигнал светост, а воедно Бог го дарувал со дарот на чудотворство. Тој им помогнал на многумина со своите молитви и совети, а веста за неговата светост се распространила низ цел Египет, па се до наши дни.